Со денешниот настан, кој што го организира Домот за деца и млади Благој Мучето, практично го заокружуваме одбележувањето на детската недела. Нашата институција, која што има традиција на постоење повеќе од 70 години, секоја година традиционално го одбележува детската недела. Одбележувањето на детската недела го започнавме на 2 октомври со цртање во природа и се разбира во соработка со децата и наставниците од основните училишта од општина Струмица. Меѓутоа тука не застанавме во одбележувањето на детската недела, бидејќи основна клетка на соработка и на творење во нашата институција се биле и секогаш ќе бидат децата. Затоа и продолживме со одбележувањето на детската недела. Тоа се случи на 6 октомври, кога имавме и официјално прием на првачињата во детската организација со нивно свечено положување на заклетва, како и веќе денес имаме настан со кој имаме отворање на ликовна изложба и доделување на награди по распишан ликовен и литературен конкурс по повод детската недела на тема која што беше еднаква за сите во детската организација. Во нашиот свет сите сме еднакви. Нашата институција, Домот за деца и млади Благој Мучето, секоја година распишува по повод детската недела и литературен и ликовен конкурс и тие уредно ги доставуваме до основните училишта во Струмица, Босилово, Василево, Ново село и од таму имаме одлична соработка, како од наставниците, така и имаме одличен и задоволителен одзив на учениците. Тоа е и она што мене и нас како кадар кој што работи во оваа институција не радува, бидејќи децата не само во оваа прилика кога се работи за детската недела, туку и за сите други настани кои што ги организираме, секогаш имаат интерес да соработуваат. Денес, освен отворење на изложбата, која што е составена од творби, односно од цртежи кои што ги изработија децата од основните училишта по повод детската недела, ќе имаме и доделување на награди и за литературната дејност и за ликовната дејност. Доделувањето на награди е секогаш символично, меѓутоа наменски. Зошто го викам наменски? Бидејќи станува збор за да може децата да се поттикнуваат и понатаму да работат. Не секогаш се наградуваат можеби оние кои што се најдобри или кои што се сметаат за најдобри. Најдоброто или да речеме она што е подобро за мене е релативно, но најважно е да децата имаат интерес да учествуваат, дел ќе бидат наградувани, дел нема да бидат наградувани, но меѓутоа секогаш ќе биде важно за нас да имаат интерес за соработка и за одбележување на вакви и слични настани. Со овој настан Домот за деца и млади го заокружува одбележувањето на детската недела, но со тоа не завршува работата на нашата институција во оваа тековна година. На некој начин ги најавувам и следните активности, а тоа се една изложба која ќе биде реализирана во месец ноември, како и изложба и доделување на награди по повод Нова година и новогодишните празници кои ќе се реализира во месец декември.